Моето процедурално, почитуван председателе на Комисијата за финансирање и буџет, ќе биде согласно членот 29 од Деловникот за работа на Собранието, кој што колешката Жаклина Лазаревска го гласаше на онаа седница, на која што ни самата не знаеше зашто гласа, ама кажа командантот дигајте раце и сите дига раце, па гласавте за член од Деловника. Членот од Деловникот вели пратеникот има право и должност да присуствува на седниците на Собранието и да учествува во работата и во одлучувањето. Е токму овој член колешки Жаклина Лазаревска вам ви овозможува да учествувате во работата и еве, драго ми е што учествувате, ама ви овозможува и да одлучувате. И еве, добро е, јавно што излеговте и кажавте каква е вашата конечна одлука, не можеме да ве премислиме и да, кога има недостиг на аргументи, тогаш е јасно дека ќе се премине на оној вулгаризам, па ќе се вели дека ние лажеме, барем да кажевте не ја говориме вистината и нормално неизбежно е да ја споменете белата зграда на партискиот штаб, која што еве вие со судска пресуда нели имате во план да ја конфискувате или не знам што да ја правите и сега овде да кажувате дека на митингот не знам колку луѓе имало од Охрид, од Струга, од Вевчани, од Дебарца. Па според вашата бројка, еве и да е таква како што ја викате, тоа е бројка со која што вие изгубивте на локалните избори во Охрид, колешки Жаклина Лазаревска. И зашто понатаму да зборуваме? Зашто понатаму да зборуваме? Очаен е за ваш градоначалникот на Охрид кој што победи со 4000 разлика. Зошто е очаен? Зошто е очаен? Очаени сте вие, ако веќе прифаќам да зборувам со вашиот речник. И не, јас воопшто не би била како вас што сте очекувале. Јас овде триумфално после митингот во саботата да влезам. Не сум таков тип, колешки Жаклина, апсолутно. Триумфални вие бевте. Вие дојдовте на власт без изборна победа во 2016-та. Триумфално. Триумфално јавнати над именката живот. Гледате што завршувате со именката катастрофа. И вие, благодарам што се согласивте со мене, па кажавте дека не е време за смеење. Ама нималку не е време за смеење. Нималку. Ама нема да ви дозволам да го квалификувате моето овде говорење дека било нервозно. Ви кажав дека мојата нервоза е само резултат на тоа што граѓаните се нервозни, а граѓаните се нервозни затоа што вие така се однесувате кон нив, меѓу нив и вие, колешки Жаклина Лазаревска, па добро е што еве процедурално ве испровоцирав да реагирате, па не знам дали успеавте нешто да ублажите она што го предизвикавте кај јавноста, кај твитерџиите на ВМРО. Не, може би вашите твитерџи, вие сте на власт, кај вас се парите, па ќе успеат да го демантираат она што го кажа, ама нема потреба од демант, оваа седница оди во живо. Гледаат граѓаните кој што зборува и кој на вистина се смее во очи на граѓаните на нивната мака, а кој на вистина нешто се труди да сработи. Имавте вие можност овој амандман да биде ваш или не мораше да оди како амандман, можеше да оди само по законска процедура, односно после покачувањето на минималната плата на 18.000 денари следуваше усогласување на платите на останатите. А за образование ве молам, барем вие не треба споменувате, вие заборавивте дека на 5 февруари минатата година имаше јавна расправа во сала Купола, од која што ден денес нема заклучоци и никаков извештај. Вие бевте тие кои што силувавте носење на дневен ред, а заради ваши само внатре-партиски цели, и вие сте тие кои што еве немате храброст да закажете свикување на било која седница на Комисија за образование, наука и спорт, на која што пратениците на опозицијата и тоа како ќе присуствуваат, а не како вас калкулантски да пресметате дали ќе присуствувате на одредена седница или не. И кој го блокира овде Собранието? Вие можевте да си свикувате комисии во периодите кога не беше започната расправава по ребалансот на буџетот. Зошто тоа не го сторивте? Зошто свикавте консултативна комисија, седница на Комисија за образование, наука и спорт? Простете, но јас за ваков термин прв пат слушам. Зошто тоа да не биде официјална седница, туку консултативна? Очигледно во недоглед на никакви аргументи или нешто конкретно што треба да се сработи, а тоа еве ова. Ние само ви помогнавме. Сојузот на синдикати на Македонија бараше средба со вас. Вие не сте им овозможиле таква средба. Еве сега можност тука да коригирате се што досега сте избегнувале и законски да постапите овој амандман да се прифати. Толку. Благодарам. Благодарам, колешке, за